sakriva mirisa na nevolja, nokva sum ti taka sam. Ulici nakisnati, prozorci rasplakani, kade li si, bar da znam. Od nebo nek se spušta i gromovina duša, samo da ti slušam glas. Priznavam pred svetom, kego mi dam vekot, da te najdam radi nas. Ne možem od tebe da ozdravam, se ta ljubov tu sam živ, na tebe ja potrošim. Svetot moj, minus tebe do nego, ona što ke ostane, malku od nebo nek se spušta i gromom dimna duša, samo da ti slušam glas. Priznavam pred svetom, kego miram vekot, da te najdam radi nas. Ne možem od tebe da ozdravam, se da ljubov nisam živ, na tebe ja potrošim. Svetot moj, minus tebe ponego, ona što ke ostane, malku malku Браво! И здраво на сите оние кои што се во моментот заедно со нас со новото издание на Голем одмор, а на самиот почеток уживавте во училишниот бенд The Perfect Zone, одлично изведено. Аплауз! Членови се Мила, Александра, Јана, Марија, Ива и се разбира на гитара Огнен. Уште еден поздрав. А сега мојата драга колешка Спасија ќе ни најави во чие друштво вака богати сме денес. Така е, драги мои, денеска имаме едно училиште, две екипи, црвена и бела. Белата екипа се разбира е моја и да чуеме белиот тим како навива. Сели, бели, сели. Така е! Кој разбра, сега да повториме како навиваме ние екипа црвени, зашто сме дојдени. Ајде. Ние сме црвени, за победа сме дојдени. Така е, браво. А доаѓате од кое основно училиште сите заедно? Така, е. Општинско основно училиште Гоце Делчев, добре ни дојдовте и сега се разбира повторно Спасија ќе задолжиме како техничка поддршка и соработка да ве потсети дека телефонските линии ќе бидат активни. Ќе бидат отворени на 322 22 36. Ве очекуваме да се јавите. Тан. Еве ги веќе на големите мали екрани, а имаме и Facebook. Така, не заборавајте контактно училишна програма www.facebook.com. Сега е време нормално да кажеме дека денес и празнично се чувствуваме, не случајно, бидејќи вчера се одбележа 142 години од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев, а не случајно се ова училиште и тука денес заедно со нас, бидејќи ќе не доловат од атмосферата на нивниот вчерашен патронат. Сега почнуваме веднаш со еден кус прилог, се разбира првиот дел за Гоце Делчев. Малку историја. Малку историја. Аплауз! Појавата на народниот трибун Гоце Делчев на македонската историска сцена не е случајна. Тој е рожба на една специфична атмосфера од последните децени на 19. век. Неговата визија е проткаена со длабок хуманизам и возвишеност. Позната е неговата максима: јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар на народите. Гоце се пројавил и како вонреден реалист. Тој е човекот кој ја промовирал идејата за активно вклучување на народните широки маси во ослободителното движење.
Животниот летопис на Гоце Делчев започнал на 4 февруари 1872 година во Кукуш. Татко му, Никола Делчев, се занимавал со гостилничарство и трговија. Мајка му, Султана Нурџева, со својата добрина ја имала освоено љубовта на сите кукушки сиромаси. Основното училиште го завршил во родниот град. Есента 1888 година Гоце Делчев се запишал во 4-тиот клас на машката екзархиска гимназија Кирил и Методеј, важна просветно-културна институција во тоа време, но и расадник на револуционерни идеи. По завршувањето на 6-тиот клас во Солунската гимназија, Гоце го продолжил своето образование во военото училиште во Софија. Овде постоела строга касарнска дисциплина. Секаква слободолюбива мисла и акција била сосекувана во корен. Драги мои, само за подсетување, во студиото ќе имаме учениците од основното училиште Гоце Делчев, општина Центар. Тан-тараран! Во друштво сум на мојот капитен Сара. Ти во чие друштво си? Јас сум во друштво на прекрасната Марија. Наша Марија да поздравиме. Ке ни дадете предност, Сара со нетрпение чека да не запознае со кратката лична карта на ово училиште. Сарче, онаа камера повели. Основното училиште Гоце Делчев се наоѓа во централното градско подрачје на општина Центар. Училиштната зграда е изградена во далечната 1963 година. Воспитно-образованиот процес во училиштето континуирано се одвива ке 56 години, а наставата се одвива на македонски јазик. Низ училиштните клупи на нашето училиште поминале многу генерации на надарени ученици, кои жилни за наобразба и водени од мислите и идеите на големиот револуционер и идеолог Гоце Делчев. Постигнувале врвни резултати на сите полења. Денес во училиштето учат 453 ученици. Училиштето располага 17 училници, училишна библиотека и современа лабораторија по техничко образование. По повеќе од 4 децении, со донација од општина Центар, нашето училиште доминува современа спортска сала. Салата се наоѓа во дворот на училиштето и е изградена на 2 нивоа. Преземјето е затворен простор кој содржи реквизити за повеќе спортски активности, како фудбал, кошарка, ракомет, пинг-понг и реквизити за гимнастика. Горниот кат е отворен простор и може да се користи за вежби по потопли временски услови. Отварањето на салата беше обележано со богата програма во изведба на учениците од нашето училиште. Логото под кое содржи отварањето гласеше: "Драг Гоце, сега имаме поле за спортски натпревар." Така е! Браво! Ние со Марија веднаш ќе се надоврземе на сево ова и нормално ќе започнеме со проектите на ова училиште. Повели, Марија. Во нашето училиште слободните ученички активности ги реализираме во повеќе секции: литературна секција, драмска рецитаторска секција, ликовна секција, љубители на музиката, англиска секција, математичарска секција, спортска секција, млади техничари и природници, млади физичари, млади истражувачи, екологисти и биолози, историска секција, млади хемичари и планинско-географската секција. Учениците активно се вклучуваат во работата на сите секции и во текот на оваа учебна година земаа учество на значајни натпреварувања, каде освоиле многу награди и признанија. Нашето училиште е вклучено и остварува активности во повеќе проекти, како што се: проект за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем и проект за меѓуетничка интеграција во македонскиот образовен систем. Во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција на македонскиот образовен систем, за партнер училиште е избрано основното училиште Тефиус од општина Чаир. Во училиштето успешно функционира клубот на УНЕСКО "Живите јазици, прозорец кон светот", кој го носи името Тоше Проески. Овој клуб во текот на оваа учебна година оствари повеќе активности. Најголема заслуга за изведување на квалитетно воспитна образовна дејност во нашето училиште секако имаат и нашите драги наставници,
кои со својата посветеност и креативност не насочуваат кон остварување на нашите цели. На 4 февруари оваа година се одбележаа 142 години од раѓањето на големиот револуционер и идеолог Гоце Делчев. По тој повод, нашето училиште вчера го прослави патрониот празник со богата програма. Драмски точки, рецитаторски, ритмички вежби, фолклор беа само дел од точките што ги подготвија учениците од речиси сите оделенија и ученичките секции во училиштето. Патрониот празник на нашето училиште беше одбележан и со многу други културни и спортски манифестации. Организиран е училиштен награден ликовен и литературен конкурс на тема Гоцевата звезда патока за нови дела. Вчера учениците положија букет свежо свеќе на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас и пред спомениците на плоштад Македонија и градскиот парк. А денес одбојкарките и кошаркарите од нашето училиште ќе одиграат пријателски надпревар со основното училиште Гоце Делчев. 11 октомври. 11. Така, ќе им посакаме многу успеха, Спасија, кој уште го украсува ова денешно издание на Голем одмор. Така е, се разбира, ги имаме Ива и Веда, кои што се уметници, кои што ќе творат во текот на целото издание, ќе цртаат на тема Гоце Делчев, се разбира, еве веќе ги гледате во кадар. Ива е застапува белата боја, а Веда црвената. Така, а ние време да одмориме малку повеќе и да се подготвиме за она што следува. Верувајте, ќе уживате во сите точки кои што беа подготвени горе-долу на патроната. Така е, Марија? Да. Да, уживајте. Стотици огномети ќе го распараат небото. Со илуминација од бои ќе го најават спектаклот кој што ќе го донесе грандиозниот настан. Сочи ќе блесне во олимписки сјај собирајќи го кремот во белите спортови. Моќната сила од истокот сака да му се представи на светот со сиот свој раскош и пребогата културна традиција. Рускиот црноморски град ги очекува историските 17 дена. Подготвува незаборавен церемонијал на свеченото отворање, кој ќе го запали олимпискиот пламен. Официјалниот почеток на 22-те олимписки зимски игри. Ексклузивно на прва, петок од 17 часот. Авалон продукција со задоволство ве кани на 5-дневно дружење со Каролина во Македонската опера и балет од 20 до 24 февруари. Концертна промоција на новиот проект Македонско девојче 2. Влезниците се веќе во продажба преку продажната мрежа на Купи карти за се, како и онлайн. Со секоја купена влезница добивате подарок луксузно CD издание на новиот албум. Каролина и Македонско девојче 2 во живо. 5 дена од 20 до 24 февруари во Македонската опера и балет. Настан што не се пропушта. I've always tried to teach you two things. Never let them see you bleed. And the second? Always have an escape plan. Who's afraid now, Mr. Bond? She has Anne. Таа ќе биде негова двојна цел. I could have given you the world. За да го заштити шефот The world is not enough. и да дојде до човекот Foolish sentiment. Family motto. кој е отпорен на се. Но ќе падне во нејзина стапица, кога најмалку очекуваше. За да се извлече, ќе мора да се здружи со друг ривал. So you're a British spy. Do you have a name? И да докаже дека за него светот не е доволен. If I go hard, let me tell you that it's worth it. Play the right cards, I ain't afraid to work it. Brush 'em right off when they say I don't deserve it. Hands to my heart, you keep my fire burning.
Love the way you rock me over every day. When I think about it, I could go insane. Here we are, it's beautiful, I'm blown away. If this is a dream, then open my eyes. Am I asleep? No, I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. If this is a dream, then open my eyes. Am I asleep? No, I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. When it gets rough and the rain starts pouring, I turn up the heat, cause the drama ain't important. Let them all talk, I'ma just ignore it. Hang on to my heart, you keep me moving forward. Hey, oh, it feels so crazy when you scream my name. B.I.G. Shine Dime. Okay, today I woke up feeling like the mayor. I spent about an hour looking in the mirror, as I should. As much as I've been through, it's a wonder I look this damn good. I'll probably make it out any situation that you try to put me into. If I swim with the piranhas, guaranteed that I'ma probably have a fish dinner. I met a young girl with a sexy shape, look like Jessie J. Then we escapade where it's extra shade. She made me want to give and I take like collection plates. Wow, all the awards, bras, cars, wall to wall was all a mirage. And I could lose it all tonight just to show the world I can do it twice. This is my life. If this is a dream, won't open my eyes. Am I asleep? No, I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. If this is a dream, won't open my eyes. Am I asleep? No, I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. Ras collar, double the dollar. I'm a jet setting brother, more hits than a white collar. But I can't be boxed, flow tight like Bob Marley's locks. I can't be dropped, I'm at the peak and I can't be topped. I'm wilding out, I've lost the plot, I can't be stopped. Pull up in a gnarly Rari, buy me what? Opposite of calmly, I bet I get the party hot. I can't be blocked, 10 years plus running the game. You brothers just come in the game, but now I'm coming again to get the people going dumb and insane. 100,000 people going bonkers in the mud and the rain. Women on shoulders, tops off, shouting my name. I'm all in their brain, why would I complain? I thought I was the boy in the corner, but I'm in a penthouse. Now your boy is a waller, I'm leaving. If this is a dream, won't open my eyes. Am I asleep? No, I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. If this is a dream, won't open my eyes. Am I asleep? No, I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. Браво! Сега мислам дека спасе убаво се изрекреиравме. Се изрекреиравме и подготвени сме за квиз. Ајде брзо. Квиз. А за квиз за екипа Црвени најголем аплауз за Милан и Дарко. Е вас? Ана Јалек, уште погрома голосен аплауз. Ајде. И стартуваме веднаш, дали сме подготвени Милан и Дарко за прашања? Да, одиме веднаш со Милан. За Милан првото прашање е: тој е македонски револуционер, дец на Македонската револуционерна организација, идеолог, водач на македонското револуционерно движење. Неговото име е? Неговото име е Гоце Делчев. Точен одговор. Ана, подготви се, следува нашето прашање. Сега, ајде, еве го. Георги Николов Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во под А Кукуш, под Б Баница. Под А Кукуш. Така е! Подготвени за уште едно прашање, да видиме што ни подготвија. Учествувал на Солунскиот конгрес на кој била усвоена нова идеологија. Со Ѓорче Петров го изработиле новиот Милан Устав и правилник на тајната македонска револуционерна организација. Точен одговор. Четвртото прашање гласи вака.
Животот на големиот револуционер згасна во крвава борба на 4 мај 1903 година во селото Баница. А сега Дарко ќе биде подготвен за последното прашање за екипа Црвени. Негова најпозната мисла е, Дарко? Јас го разбирам светот единствено како поле за културен напредок помеѓу народите. Ма прекрасен си, браво! Але ќе тука да го изедначи резултатот и шестото прашање гласи вака. Ликот и делото на Гоце Делчев е опеано во многу дела. А сега, Алек, ти треба да кажеш една песна. Сношти дружина застана крај ладен изор во гора, водача да го пречекаат, млад Делчев, млади војвода. Народен Делчев војвода, со својата верна дружина, развива бара високо за својата Македонија. Народен Делчев војвода, со својата верна дружина, развива бара високо за својата Македонија. Гоце викнал, довикнал, запајте браќа, запајте, викнете песна јуначка, за народ и за слобода. Народен Делчев војвода, со својата верна дружина, развива бара високо за својата земја Македонија. Браво, Алек! Браво! Одлично настапивме и двете екипи, а сега нормално време да продолжиме со вториот дел од приказната за Гоце Делчев. Својот живот, со своето дело и со загинувањето, Гоце Делчев стана миленик на целиот македонски народ. Тој секако е најкрупна фигура во македонското револуционерно движење. Гоце е борец за самостојност на македонското ослободително дело. Токму затоа, во народното творештво, тој е представен и како човек, и како револуционер, и како символ на народната чест и достоинство. Македонскиот народ, со исклучок на Крале Марко, за никоја друга личност, како за Гоце, не создал толку фолклорни творби. Според народниот творец, Гоце е определен да се бори за Македонија. Темен се облак зададе там, долу в Македонија, Солунска Демиркапија. Низ песните, народниот творец ги оживува најтешките страници од својот живот. Затоа фолклорното богатство ги надминува границите и уметничката литература. Илинденските песни имаа несомнено големо значење за развивањето на љубовта кон својот народ, кон татковината, но и за подигањето на моралот и на духот кај човекот. Една од најпознатите народни поеми е поемата Црна се чума зададе. Црна се чума зададе, там долу Демиркапија, там долу Македонија. Кој ќе се јунак избере чумата да ја пропади од жал на Македонија? Избрал се Делчев војвода со својата верна дружина, дружина млади јунаци. Следниот наш предизвик виолина против музика против спорт, виолина против каратист, како сакате. Насар прв ќе настапи, подготвен си? Да. Со што ќе се представиш, само да кажеме? Со Ода на радоста. Аплауз.
Кристијан Ваму, прочам, гледате многу медали, има освоено и е зелен појас. Уште еден аплауз заслужува овој каратист. А јас да ве подсетам дека на 3:22:22:36 го очекуваме првиот гледач за денес. И се надевам дека веќе телефоните ги вртите во рацете и ќе ни се јавите и ќе кажете како ви се допаѓаат овие наши ученици гости и за која екипа навивате, се разбира да. Кристијан, колку време тренираш карате само додека го чекаме гледачот? Тренирам 3 години. И уште колку појасите дела до црниот појас? Уште 4. Уште цели 4, напорна работа, напорен тренинг, така? Да. Да. Добро, имаме некого на линија? Телефонот звони 3:22:22:36. Ало, добар ден, кој ни се јавува? Дамјан. Дамјан, од каде ни се јавуваш? Од Скопје. Во кој училиште учиш? Во Димитар Македонски. Како ти се допаѓаат овие ученици? Добро. Која екипа е подобра, според тебе, црвена или бела? И двете. И двете. Браво! Благодарам за јавувањето, довидување за тебе, а сега, драги мои, подгответе се да проследите интересни пораки од Дирекцијата за заштита на лични податоци. Приватноста е моја, иако сум дете. Мојот свет. Мое право на заштита на лични податоци. Моите фотографии не мора сите да ги гледаат. Јас имам право на приватност. What, 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 I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. И продолжуваме нормално во музички духа. Се разбира, основното училиште Гоце Делчев има уште една гордост, а тоа е малата, но сепак голема звезда Ана Крцковска. Ана, како си? Јас сум супер. Супер. Денес не случајно си тука, бидејќи ќе настапиш со својот голем хит од фестивалот Супер звезда. Како се вика песната? Песната се вика Докторка. Докторка, каква докторка сакаш да бидеш? Сакам да бидам докторка како што беше тата. Како што беше тата. Добро. Време е за Ана Крцковска, повели и да уживаме. Ако не
бидам кога јас ке пораснам. Немам дилема, докторка сум идна, тато ке го наследам. Сите инструменти, веќе ги имам, се друго јас ке научам. А главната тајна, тато ми ја шепна, не се учи, ја е најважна. Да лекувам, да помогнам. Секогаш со многу љубов и искрена и покрај лек. Најважно е докторка да бидам јас со насмевка. Сакам и можам за секој ваш проблем леко да го пронајдам. Уште само ми треба малку да учам, малку и да порастам. Да лекувам, да помогнам. Секогаш со многу љубов и искрена и покрај лек. Најважно е докторка да бидам јас со насмевка. И покрај лек. Најважно е докторка да бидам јас со насмевка. Keep my nail down and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. And this groove is just great balls of fire. Bésame mucho. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. In a Jeep out he ain't in the army, gets all the cigarette money from his mommy, dressed like a rootin' tootin' Texas cowboy, and fine I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues, it was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight. Tomorrow will be too late, it's now or never. Сега време е да ве подсетиме всушност на што твореа Веда и Ива. Еве Веда, може да видите како изгледа нејзиниот цртеж. Мислам дека за екипа Црвени одлично ја заврши работата. Браво! А да видиме на каков начин го нацрта и Ива. Еве прекрасно.
И како што ветивме на самиот почеток, во духот на вчерашниот патронат на ова основно училиште, се разбира ќе уживате во наредните минути во рециталите, најнапред на Мија и Ева и се разбира веднаш по нив Михаела. Леле Јано, леле мило чедо, цел ден седиш, цел ден знаме везиш. Кому ќе му го знамето подариш? Ќе го дадам на тој Гоце Делчев. Леле Јано, зар не знаеш Керко? Леле Јано, да Гоце загина. Пис на Јана како лута змија, плюс на Јана со збели раце. Зар загина тој Гоце војвода, зар загина за Македонија? Леле Јано, леле мило чедо, вез ден седиш на високи чардак, герге фредиш, време 3 години. Кому везеш свилена марава? Ем си везеш, ем си песни пееш, ем си тураш по 100 драма злато. Леле мајко, леле стара мајко, не везам свилена марама, тук си везам македонско знаме. Да го носи млад Делчев војвода, да го носи верна му дружина за слобода на Македонија. Сокол ми лета високо, сокол ми лета високо на таја града Кукуша. На Делчевите дворови, Делчево либе убаво, рамни дворови меташе и дробни соузи ронаше. Само за Гоце тажеше дека е Гоце загинал во това село Баница за мач на Македонија. Браво! А сега ќе ја повика Марија овде, време е малку да си поразговараме. Мија, добро. Мила, добро, се извинувам. Мила. Мила, вие сте облечени во што да им кажеме на гледачите? Ние сме облечени во хартија. Така. Ќе изведете една еко модна ревија. Да. Во рамките на што беше изведено? Во рамките на на проектот за интеграција и за еколошка организација. Еколошка едукација се разбира. А кој ви помогна за да ги изработите овие костуми? За да ги изработиме овие костуми ни помогна нашите родители, исто така и наставничката Слободанка Прелоговски. Голем поздрав до неза. Поздрав. Јас ќе побарам музика. Време е да уживаме во ревијата. И мора да признае Спасија дека денес навистина имавме прекрасно издание на Голем одмор и сите заедно ќе посетиме кој се погрижи за себе ова основно училиште. Кој е? Гоце Делчев! Општина Центар! Сега на самиот крај ќе кажеме дека победникот е токму ова училиште, сепак бевме празнично расположени, ви посакуваме многу успех во текот на оваа година и сега за крај Спасија, што ќе кажеме? Па за крај ќе го кажеме оној наш стандарден секојдневен добро познат за вас, драги гледачи, поздрав, довидување до следно видување, а ќе уживаме со Барбара Поповик.